Игор, за поставеното прашање. Оваа година Министерството за здравство го продолжи практично проектот за набавка на медицинска опрема за јавните здравствени установи во Република Македонија. Една од поголемите инвестициски зафати во овој дел оваа година беше набавката на два акцелератори. Едниот е во Битола, другиот во Штип. Вредноста на овие акцелератори е некаде околу 3 милиони евра, скупната вредност на двата акцелератори. Оваа година, исто така, на почетокот на оваа година беше ставен во функција и уште еден акцелератор во Скопје. Практично со ова сакаме да прошириме мрежата на оваа здравствена услуга на целата територија на Република Македонија, имајќи предвид дека станува збор за една многу тешка категорија на болни, на пациенти, кои што досега практично мора да патуваат во Скопје за да добијат хемотерапија или онколошко или израчање за онколошко болните. На овој начин практично ќе обезбедиме овозможување на оваа услуга и во Битола и во Штип покрај во Скопје. И на тој начин ќе ја доближиме оваа здравствена услуга до оние пациенти на кои што ово им е потребно. Инаку оваа година исто така ја започнавме некаде од месец февруари, па таму некаде до месец јуни со доставување на нова опрема во новата градска болница 8 септември. Тоа беше еден тендер за набавка на опрема во вредност од над околу 6 милиони евра, во кој што беа доставени повеќе типови на различна опрема за различни специјалности, од гастроентерохепатолошките кабинети, рентген кабинетите, хируршките сали и така натаму, но и во делот на лабораториите во новата градска болница 8 септември во Скопје. На овој начин сериозно ја го подобривме капацитетот, апсорбциониот капацитет на оваа исклучително значајна здравствена установа во Република Македонија, не само во Скопје, него и во цела Република Македонија, имајќи предвид дека иако е ова здравствена установа на секундарно ниво, сепак дава определени здравствени услуги кои што во некој сегмент се даваат и на терцијарно ниво на здравствена заштита, односно представува една многу значајна алка во системот на здравствена заштита во Република Македонија. Имајќи го тоа предвид, владата стави посебен фокус на оваа здравствена институција. Во делот на опремата исто така во последниот месец дена распишавме уште еден голем тендер за набавка на лабораториска опрема за 10 здравствени установи во Република Македонија, и тоа универзитетските клиники тука во Скопје, покрај универзитетските клиники практично најголемата клиника за биохемија, како и трите клинички болници во Битола, Штип и во Тетово. Со овој тендер практично почнуваме еден нов начин на набавка на опрема. Распишуваме тендер за набавка на реагенси, на китови. Оној кој што ќе понуди најниска цена, што ќе го добие тендерот, има обврска да достави бесплатни апарати во лабораториите во овие 10 здравствени установи за кои што говорев. И на тој и опремата која што ќе ја донесе практично да биде опрема на добавувачот, односно здравствените установи воопшто да немаат никаква обврска за одржување на оваа опрема, поправка на оваа опрема и така натаму. На овој начин очекуваме да сериозно ги намалиме трошоците во овој дел и да имаме простор за реалокација на овие средства за нови инвестициски зафати во здравството. Имајќи предвид дека прво би очекувале пат на цената на реагенсите, затоа што станува збор за голема групна набавка од една страна, но од друга страна исто така очекуваме сериозно да ги намалиме и трошоците за одржување и за поправка на оваа исклучително значајна опрема. Сакам да потенцирам дека тука, посебно во делот на биохемија, имаме предвидено набавка на во рамки на овој тендер за кој што говорам, имаме предвидено набавка на еден биохемиски анализатор со голем капацитет од 800 анализи на час, а другите анализатори се некаде околу 400 анализи на час. Сепак станува збор за анализатори кои што имаат можност за голем волумен на испитување. Следна работа која што би сакал да ја потенцирам и која што е исклучително блиску поврзана со набавката на опрема, тоа е едукација на кадрот. Ова е еден од, би рекол, клучните проекти кои што се започна во Министерството за здравство, кој што има за цел да го подигне сериозно нивото на квалитет на здравствена услуга. Ако нивото на квалитет на здравствена услуга зависи од просторот, опремата и кадарот, а во моето претходно излагање
потентирав дека набавивме многу опрема, претходно беше набавена опрема вредност од околу 100 милиони евра, сега и оваа опрема за која што говорев, се постави неминовно да се посебно фокусираме на едукација на кадарот. Најново денеска е тоа што во организација на Министерот за надворешни работи имавме можност да оствариме една работна средба со сите наши амбасадори, во кој што ја изразивме нашата идеја за отпочнување на една форма на здравствена дипломатија и нивно вклучување во овој процес на склучување на договори со врвни медицински центри во светот и поврзување на медицинските факултети од високо развиените европски земји и земјите во светот со македонските здравствени институции и македонските образовни институции во делот на медицината. Од ова очекуваме да се прошири уште повеќе и веќе големиот број, и така големиот број на здравствени установи со кои што имаме соработка во овој аспект. Имаме некаде околу 43 здравствени установи со кои што имаме соработка и оваа година практично го исполнивме таргетот кој што ни беше зададен од 500 доктори, сестри и помошен медицински персонал да бидат испратени на едукација во врвните здравствени установи во светот, со цел да се стекнат со нови, современи, напредни знаења и вештини кои што потоа ќе ги користат во Република Македонија. Исто така, во вашето прашање се осврнавте во делот на инфраструктурата. Оваа година во Министерството за здравство направивме една анализа и констатиравме дека доколку се земат објектите кои што се оваа година започнати, доколку се земат објектите кои што се започнати претходна година, оваа година се довршиле или се граделе, или се започнати и се изградиле во оваа година, ќе заклучиме дека оваа година сме работеле на 48 проекти во делот на подобрување на здравствената инфраструктура, во вкупна вредност од 1 милиарда и 480 милиони динари, што само по себе представува веројатно еден од најголемите инвестициски циклуси во здравствената инфраструктура во Република Македонија, а е само увертира на она што не очекува наредната година, а тоа е отпочнување со изградба на новиот клинички центар, на зградата на новиот клинички центар овдека во Скопје, како и отпочнување со изградба на новата клиничка болница во Штип. Овие проекти, два проекти, се во вредност од околу 100 милиони евра, 97 милиони евра процената вредност, и овие две инвестиции се практично најголемите инвестиции во историјата на Република Македонија во делот на здравствената инфраструктура, не само по обем и по финансиски средства, туку и по сложеност на капацитетите кои што ќе бидат изградени. Не можеме да не го споменам оваа година отпочнувањето со изградбата на ПЕТ центарот. Тоа е една многу значајна инвестиција која што ја става Република Македонија на картата на оние земји кои што имат многу високо развиена диагностика или на највисоко развиена диагностика, имајќи предвид дека во изминатиот период беа набавени повеќе апарати за сериозна и точна диагностика, како што се компјутерска томографија, магнетна резонанца и ангиографија и така натаму. А набавката на ПЕТ центарот, ПЕТ скен камерите и циклотронот ќе овозможи практично поставување на диагностиката во Република Македонија на највисоко можно ниво, односно сврстување со земјите во светот кои што имаат највисоко ниво на диагностика. Очекуваме оваа градба да оди според планираното и да се заврши во предвидената динамика, односно некаде таму до почетокот на месец февруари или крајот на месец јануар во 2015 година, пошто ќе следи еден период на пуштање на употреба на целиот овој многу сложен медицински објект. Исто така, на крај би ги споменал и би одговорил на делот на вашето поставено прашање за лековите. Тука имаме прилично доста направено во делот на намалување на цените на лекови и овозможување на што е можно по-достапни да бидат лековите за граѓаните во Република Македонија. Поставивме еден прилично интересен систем, една прилично интересна методологија согласно која се споредуваат цените на лековите во Република Македонија со цените на 12 референтни земји и се одбира да цената на лекот максималната цена на лекот во Република Македонија биде средна вредност од двете најниски цени во овие 12 референтни земји. Тоа ни овозможи да паднат цените на над 1800 или над 1700, приближно 1800 лекови во Република Македонија и на тој начин средствата кои што граѓаните ги плаќале за набавка на лекови да останат кај граѓаните. Исто така се направи сериозна заштита на здравствениот систем што овозможи реалокација на средствата и сериозни инвестициски зафати.